По неколку години најавување конечно започна реконструкцијата на еден од најлошите патни правци во регионот, патот Пробиштип-Крупиште. Ова патна делница е главната врска на Пробиштип со останатите општини од регионот, но и со Скопје, и истиот беше во катастрофална лоша состојба. Неговата реконструкција за државата е инвестиција од близу 3,5 милиони евра. Знаеме дека ова е најбитен, можам да кажам, капитален проект за граѓаните на општина Пробиштип, бидејќи сведоци сме дека секојдневно повеќе од 700 луѓе екзистираат надвор од Пробиштип. Станува збор за проект кој што чини нешто над 3,5 милиони евра за реконструкција. Должината е 19 километри, значи од Клучката до влезот на Пробиштип, каде што 6,8 километри ќе има целосна реконструкција, односно вадење на поставување на нов тампон и поставување на нов слој на асфалт. Во Пробиштипскиот регион во тек е и реконструкцијата на патните правци Киселица Ратавица, Злетово, Древено, Добрево, Пробиштип, во должина од 17,3 километри. Но тоа е една цела целина што прави еден круг околу целиот овој регион, а се надоврзува и на реконструкцијата пак што отпочнува од Крупиште до Пробиштип, што заедно прави 35 километри. Значи, граѓаните на оваа регија 35 километри ќе добијат рехабилитирани и реконструирани патишта. При последната посета на Пробиштип, министерот за транспорт и врски најави сериозни инвестиции во патната инфраструктура, не само во источниот регион, туку во цела држава. Сакам да потенцирам дека во овој период, заклучно во вториот квартал, очекуваме сериозно интензивирање на изградбата на сите овие експресни регионални патишта, кои што се преку 30 на број во моментов кои што се реализираат во нашата држава. Така да моите очекувања се дека во вториот, третиот и четвртиот квартал ќе имаме сериозно зголемување на капиталните инвестиции во нашата земја. На ниво на регион во моментов интензивно се работи на изградба на експресните патишта кон Кочани и Радовиш, патот кој Делчево ги поврзува со бугарска граница. Во меѓувреме се чека и пуштање во употреба на автопатот Штип-Миладиновци, но откако неколку пати се кажа фиксни датуми, па потоа пуштањето се одложи, сега од Министерството и јавното претпријатие се воздржани во однос на тоа кога овој автопат конечно ќе биде пуштен во употреба.